Кој им ја затвори устата на фудбалските судии и зошто? Тема на вечерашната наша емисија на Пета димензија во спортот во продукција на Скок. Поминаа 2 кола од првата и втората македонска фудбалска лига. Деновиве, а и изминатите денови претходната седмица, имавме неколку разговори во живо на телефон, на Вибер, по имејл со поголем број на судии од Македонија, сите добронамерни, сите со доверба кон продукција Скок, сите пријателски настроени кон нас, го кажаа своето мислење и своето видување и има еден единствен заеднички став. Немаат право да зборуваат во јавноста за медиумите, за новинарите, едноставно немаат право на свое мислење и толкување. Тоа значи дека устата на нашите фудбалски судии е затворена, немаат право на свој став. А дали е баш така? Дали баш така треба да биде? Односно, од кога датира ова непишано правило, оваа пракса во македонскиот фудбал во продолжение на емисијата, која ќе споредиме и поинакви искуства од светските фудбалски настави. Години наназад, навраќајќи се дури во поранешниот фудбалски систем на поранешната наша држава Југославија, голем дел од фудбалските судии ретко се осудува да излезат во јавноста со свое мислење, со своја појава, да не речам дури со своја фудбалска приказна или интервју. Нормално, кодексот на однесување на фудбалските судии пишан, не пишан, од секогаш постоел. Не може да си дозвола да се однесуваат било како. Меѓутоа, да им бидат врзани устите, да им биде на некој начин блокиран мозокот, да бидат ограничени во ниеден момент да не можат да го изнесат своето чувство за некој надпревар. Лично се сеќавам и со пример сега ќе ви кажам дека не било така. Дека ова сега што се случува со нашите актуелни фудбалски судии, само една мала дигресија за кои тврдам дека имаме добри 5-6, можеби 10 јаки судии, независни судии кои психички, физички и со интегритет надвор од фудбалскиот терен, она што го работат, можат да ги судат на преварите. Тврдам и гарантирам, ќе кажам нешто повеќе и за тоа. Значи, навраќајќи се наназад, низ мој личен пример, 1993 година, првото финале на фудбалскиот клуб на Македонија, каде што главен судија беше нашето познато фудбалско име, еминентниот фудбалски судија со знакот на ФИФА, Гоце Попев, скопско дете, поранешен фудбалер. Главен судија му помагаа Ванчо Коцев и Бранко Маноловски од Тетово и Ванчо Коцев од Штип. Непосредно пред надпреварот, значи постои фотографија, постои изјава тоа, постојат документи, лично со уредна акредитација на Фудбалскиот сојуз на Македонија, како тогашен уредник на фудбалската рубрика на Скок, се симна доле на теренот, на тепикот на градскиот стадион во Скопје и можеби не повеќе од 2 часа пред почетокот на надпреварот имав разговор, интервју и изјава, да кажем, од Гоце Попев. Постои таа фотографија, постојат тие документи. Најслободно Гоце Попев го искажа своето чувство, што значи финалето, првото финале на Купот на Македонија, каде што во сочената ложа беше председателот на државата, шефот на државата, господинот Киро Глигоров. Што очекува тој надпревар, што мисли, како посакува да помине. Најнормално. Помина 31 година, почувајќи го дома и сега, не се сеќавам за втора таква прилика, за втори такви изјави, за втор таков настав на некој фудбалски судија. На што се должи тоа? Да вистина се обидов низ разговори со неколку функционери, спортски работници, да не речам контролори, представници на клубови, исто зборував. Никој од нив нема десетен одговор, сите велат дека тоа е апсолутно некое непишано правило. Дури и со ова ќе го завршам овој втор блок, па ќе се надоврзам на трето искуство позитивно, навраќајќи се на сегашното негативно. Еден еминентен представник на наш прволигаш во Скопје ме подсети дека дури ни представниците на клубовите веќе немаат право на своји забелешки во протоколот, во официјалниот запис. Тоа датира некаде 5, 6, 7 години наназад, кај што единствено може да се најави жалба.
Значи, представниците на клубове, судиите, нула збор. Завршуваме тука, одиме во третиот блок со позитивни искуства и кај нас и во свет. Од целокупното меѓународно фудбалско искуство кое стои како мој бекграунд во контекст на темата кој им ги затвори устите на македонските фудбалски суди и зошто, ќе споделам едно искуство од светското фудбалско првенство 2002 година, кога како специјален известуваш на дневниот спортски вестник Скок бев и присуствував во Јапонија, во Токио и Јокохама и известував од неколку надпревари. Ја имав и таа луда среќна околност покрај големото финале каде што Бразил ја победи Германија со 2:0 во прес-центарот во Јокохама да се дружиме, да имаме средби, да имаме разговори, да имаме куси брифинзи и оф-тюб разговори со судиите, односно со судиите кои го судеа финалето. Во таа прилика главна судиска ѕверка во Јокохама беше Перлуџи Колина, кој го судеше ова финале и кој пред почетокот на самото финале имаше своје видување и своја изјава за медиумите. Зашто точно се работи во продолжение на мисијата? На тој официјален судиски брифинг во Јокохама, во една свечена атмосфера пред мал милион новинари со камери, микрофони, диктафони, што ја знам, телефони и така натаму, Перлуџи Колина зборуваше за своето чувство, за филингот, за она што тој очекува, што значи овој надпревар за него, како посакува сето тоа да помине и така натаму. Сето тоа беше една голема увертира, едно прекрасно чувство и за самите фудбалери, да речеме, кога еден Колина ќе каже, мене ми е задоволство, мене ми е инспирација да му судам на Роналдо. На памет зборувам. Апсолутно тоа ја подгреа атмосферата, го дигна нивото на расположението и на очекувањата за овој фудбалски спектакл на најголемо ниво. Вакво нешто, за жал, во македонскиот фудбал одамна нема. Го спомнам примерот со Гоце Попев од финалето на првото финале на Купот на Македонија во мај 1993 година, кога лично со него разговарав некаде на центарот на игралиштето, долу на тревата пред да почне самиот надпревар, каде што апсолутно не се косеше со никаков кодекс, нити со нешто правило и така натаму. Обидувајќи се да најдеме некој повод, некоја причина зошто е така со македонските фудбалски судии во овој момент и десетина години, можеби повеќе назад, дојдовме до еден податок дека има правилник за судиите за фудбалското судење на Фудбалскиот сојуз на Македонија, донесен на 7 април 2014 година. Пред 10 години донесен тој кодекс. За жал да кажам или за неверување, голем дел од нашите фудбалски судии, пријатели со кои нормално комуницираме, споделуваме мислење на оваа тема, зошто е тоа така, кои ставија јасно на знаење дека навистина немаат право, немаат можност за такво нешто и за кое имаме целосно разбирање, не може ни да се сетат дали овој правилник воопшто е во функција, дали е на сила, да кажам, и дали според него се носат овие, да кажам, одлуки, ова непишано правило, македонските фудбалски судии да не смеат, ама баш ништо да споделат, ништо да кажат, да не речеме, ако викнеме некој фудбалски судија кај нас во студио да ја раскаже својата животна приказа, дури и тоа ќе оди со скепса и со страв да нема последици од фудбалските структури на Фудбалската федерација од одговорните лица. Тоа е тоа уште еден блок и да видиме навистина зошто им се овие усти затворени на фудбалските судии. Според она што досега го изнесох и според овие согледувања, фигуративно излегува дека нашите фудбалски судии јадат ќотека, а не смеат да плачат.
поболно чувство тоа нема ако некој те натрпа, барем да те остави да се исплачеш. И сега зошто е тоа така? Тоа е второто прашање од нашиот наслов на вечерашната емисија. Ако можат фудбалерите и тренерите, шефовите на стручниот штаб, како најдиректните чинители, да го изнесат своето видување, свое мислење, да гостуваат по спортските портали, на телевизиските спортски канали, во спортските радија, интернет порталите, подкастите и така натаму. Ако можат голгетерите да го споделат своето чувство, како е после постигнатиот гол, да се радуваат, да се заблагодарат навивачите, да го оценат противникот или својата игра. Па дури и председателите на клубовите, спортските директори, генералните секретари, на ниједен од нив не му е ограничено да го каже своето видување за одреден фудбалски настан, за неговата екипа или за противничката екипа. Дури сум имал прилика еден добар економ, кој е многу важен во еден фудбалски клуб, има право да го каже своето мислење, да се заблагодари на неговиот фудбалер кој денес постигнал хет-трик, а тој ети му во опремат. Единствено, фудбалските суди имаат ембарго, не смеат да кажат ништо. Може да бидат навредувани, со извинение псуени, омаловажувани. Не знам што се можеме да се изнаслушаме на нашите терени. Иако до некаде и тоа го оправдувам, таква е професијата, таква е работата. Не е тоа поентата. Поентата е зошто тие не можат да го кажат своето чувство, дека денес истрчал добро, задоволен од однесувањето на играчите, не знам, дека тој играч нешто му пререкол, ајде проверам низ прсти, или така натаму, нешто што не е поврзано со суштинските работи, досуден, недосуден пенал, то жол картон, бил офсет, не бил офсет. Оги си го кажат стручњаците таму во канцелариите, из видео анализи за тоа што се плати. Ајде, да отвориме оваа тема за вас, за гледачите, дајте го своето видување, коментирајте, понудете свој став и размислување, да промениме нешто за ова, да им даеме малку воздух на судиите, да им ја покренеме диафрагмата, и тие се живи луѓе, и тие имаат чувства, и тие сакаат да кажат нешто во јавноста. Толку за вечерва, како што почнавме, така и да завршиме.